Почитувани сограѓани, повторно сме измамени, изманипулирани и излажани од страна на нашиот градоначалник господин Даце Коцевски, заедно со мнозинството на советници од СДС. Повторно Велешани се соочуваат со црното владење на нашиот градоначалник. Повторно ќе ја почувствуваат неговата незаинтересираност за потребите на Велешани. Имено, на 32-та седница на Општина Велес, одржана на ден 11.4.2019 година, мнозинството на Советот на Општина Велес повторно ја погази волјата која ја искажаа Велешани на референдумот и официјално донесе одлука за измена и дополнување на статутот на Општина Велес, додавајќи го зборот Република Северна Македонија. Граѓаните на Општина Велес, господине Коцевски, односно само 30% од нив искажаа став за промена на името, а останатите, односно 70%, не ја дадоа својата поддршка за тоа. Од каде ви е легитимитетот, како нивни градоначалник, да спроведете одлуки која е против волјата на мнозинството на граѓани? Наместо пред Велешани, господине Коцевски, да излезете со реализирани проекти кои ги ветувавте во својата програма, наместо да се борите Велес да стане подобро место за живење за сите, ние, наместо тоа, сме сведоци на едно погубно владење со носење на едни погубни одлуки спротивно од волјата на мнозинството на граѓани. Со таа одлука на мнозинските гласови на Советот на Општина Велес, предводени од Даце Коцевски, Велес е меѓу првите општини кои направија суштински промени во нивните статути. И од сега, официјална комуникација ќе се одвива со терминот Република Северна Македонија. Истата оваа процедура за промена на името ја немаат направено ниту голем број на установи под централната власт, ниту пак голем број на општини низ Македонија. Но Коцевски побрзо да биде меѓу првите, наместо да биде меѓу првите во број на реализирани проекти кои тој ги ветуваше, тој побрзо да биде рамо до рамо со премиерот Зоран Заев. Велешани, господине Коцевски, јасно и недвосмислено ја искажаа својата волја на референдумот за промена на уставното име. Тој став од мнозинството на граѓани беше кристално јасен и беше против промена на уставното име Република Македонија. Меѓутоа, тоа на вас не ви значи многу, како што не ви значат ветените проекти, кои немаат р од реализација. Наместо тоа, Велешани добиваат една политика полна со лаги, празни ветувања и менување на статут на Општина Велес. Почитувани Велешани, такво е владењето на Коцевски и мнозинството на советници во Советот на Општина Велес. Не дозволувајте повторно да бидете изманипулирани и излажани и на овие избори. Овие избори ќе бидат пресудни, дали повторно Велес ќе биде општина во Република Македонија или за секогаш ќе остане град во Република Северна Македонија. Ви благодарам.